има доста голем број на проблеми и предизвици кои што ќе ни предстојат во текот на целата година, со тоа што пред да почнеме да ги решаваме тие проблеми и предизвици, сметам дека УСС како тело мора да го зајакнеме самата суштина на телото, бидејќи УСС како тело, нели, е донесено според Законот за високо образование, со тоа што тоа се тие некои правни прописи, со тоа што моje лично мислење е дека тие правни прописи се за џабе на некој начин напишани доколку во пракса не се спроведат. Главната заложба моја оваа година, заедно со делегатите, заедно со комисиите, ќе биде на некој начин студентите да зголемат довербата во самото студентско собрание. Всушност они да бидат сигурни дека доколку се обратат до универзитетското студентско собрание, дека можат да најдат на некаква соработка, односно доколку они споделат со нас некаков предлог, барање, проблем, решение, дека всушност ние тоа и ќе го спроведеме и ќе пробаме да изнајдеме соодветно решение на таквите проблеми и барања. Така да, пак ќе кажам, на почетокот на мојот мандат веќе сме почнати со активна работа, гледаме да го зајакнеме телото, да го издигнеме на едно повисоко ниво, не само во образовниот свет и во тој дел од општеството, него во целокупното општество. Како планираме да зголемиме таа доверба, тоа е главно и за тоа и така гласи мотото само работа. Всушност ако ние ги извршуваме плановите и програмите кои што ги имаме зацртано на почетокот на годината и доколку студентите го воочат тоа ќе биде главниот индикатор дека се зголемува самата доверба во собранието, па затоа и самото мото гласи само работа. Конкретни чекори како студентите ќе можат да ги споделат своите барања, предлози, проблеми и решенија, ќе го направиме на следниот начин. Во скоро време се отвора и студентскиот културен центар, каде што планираме 2 пати во месецот да има отворени денови, каде што студентите доколку имаат одреден проблем, дали е тој проблем поврзан да речеме со некакви проблеми со научно-наставната програма, не им се допаѓаат, дали семестри, студентски прашања и слично, во соодветната комисија го испраќаме студентот и на тој начин самата комисија ја продолжува таа работа и пробува да изнајде соодветно решение. Исто така, вебсајтот ќе го официјализираме веќе во месец октомври најверојатно, најкасно во месец ноември, каде што на некој начин сите официјални информации поврзани со универзитетското студентско собрание нема повеќе да идат преку Facebook или Instagram, односно тие најпрво ќе се споделуваат на вебсајтот, но исто така ќе продолжиме да бидеме активни и на социјалните мрежи. Мислам дека веќе во првите неколку дена, веќе трета недела како е новиот состав на собранието и јас како претседател, студентите можат да воочат разлика околу водењето на социјалните мрежи и нашата транспарентност. Како што кажавме, ќе имаме пракса на секој 10 дена да споделуваме кои се работите кои што ги имаме завршено во изминатите 10 дена. На тој начин ќе се отвориме пред студентите, ќе можат да се запознаат со нашата работа и што всушност прави студентското собрание. Останати работи кои што планираме да ги воведеме како конкретни проекти ќе биде најверојатно во координација со останатите факултетски собранија, каде што моја иницијатива ќе биде во секое собрание да има поставено посебни како најверојатно сандачиња, каде што секој студент анонимно ќе може да пријави одреден проблем или барање, со тоа што ние како УСС ќе ги проследиме, ќе ги прочитаме и ќе направиме соодветна анализа во кои сегменти треба да се подобриме или да бараме одредено решение. Исто така како нешто најново кое што во понеделникот го договоривме, ќе биде ставање во вистинска функција универзитетското радио, каде што најверојатно ние како УСС ќе го водиме, со тоа што идејата е во склоп на универзитетското радио да воведеме еден вид на подкаст, каде што на тој подкаст ќе си има нормално уредници кои што ќе можат да прават разговори со одредени професори, можеби декани, некои талентирани студенти од различно поле со цел промоција на самите студенти, со цел промоција на самата работа на факултетите при УКИМ и најважно од се промоција на самото УСС.
Исто така во план, точно не знаеме во кој период, уште сме во почетна фаза, во план ни изработка и на студентски магазин во печатена форма, каде што планираме тој магазин да биде исто така на некој начин од самите студенти изработен, каде што исто така ќе можеме да ја споделуваме работата на УСС. Идејата на тој магазин е согласно факултетите кои што се при УКИМ универзитетот, соодветно на секоја тема да има различни статии, разговори, пример спорт, здравје, наука и слично. Така да тоа се некои од мерките кои што ќе ги превземеме со цел студентите да се запознаат со нашата работа, да бидеме потранспарентни према студентите и најважно од се со текот на времето они да ја зголемат довербата во нас и потоа веќе да почнеме да решаваме некои конкретни прашања од кога ние ќе се зајакнеме како тело и кога навистина нашиот глас ќе значи нешто во општеството. Како еден од следните проекти кои што планираме да ги воведеме и да проискажеме нашата активност, да кажам уште од месецот ноември, тука ќе биде за прв пат, можеби не за прв пат, но за прв пат ќе биде воведено еден поголем настан каде што ќе го одбележиме светскиот ден на студентите. Исто така би сакал да кажам дека во програмата на почетокот беше вметната идејата за унифициран ценовник, каде што сите студенти на сите факултети ќе плаќаат исти цени за казнена сесија, за запишување на семестри, за префрлање од еден смер на друг. Тука морам да го пофалам и ректоратот, бидејќи веќе го имаат спремено тој унифициран ценовник, само што веќе влегува во некоја последна фаза каде што ќе треба само да се спроведе на дело. Исто така би напоменал дека од оваа година како проект на Универзитетското студентско собрание ќе се воведе и поддршката на млади претприемачи студенти, односно сите оние студенти кои што имаат одредена стартап идеја, ќе преку студентското собрание ќе пробаме да ја поддржиме на било каков начин. Исто така ќе имаме поддршка и на млади бендови, нормално студенти, каде што ќе може да одржуваат различни журки, свирки, тоа све да оди во студентскиот културен центар. И на крајот исто така морам да ги споменам и деловите од културата, каде што ќе воведеме голем број на изложби. Исто така сите оние студенти кои што имаат снимено некој вид на краткометражни филмови, исто така ќе има промоции на нивните краткометражни филмови. И исто така во план ни е организирање на театарски представи заедно во соработка со студентите од Факултетот за драмски уметности. Така да, тоа се некои работи кои што би се одржувале до крајот на годината и се дел од програмата која што ние имаме. Исто така, неформално би кажал, ќе инициирам средба со сите претседатели на факултетските студентски собранија, бидејќи на крајот на денот сметам дека за Универзитетското студентско собрание да работи како што треба, мора да има соработката заедно со сите останати факултетски студентски собранија. Би сакал да ја представам нашата стратегија, нашата програма пред факултетските студентски собранија и да пробаме да соработуваме на различни настани при организирање на различни работилници, како што реков, конференции, панел, дискусии и слично. Исто така, оваа година, доколку би кажал, тука доколку имаме малку среќа, но исто така, како што реков, и самото мото е само работа, голема е веројатноста да станеме член и на Европската студентска организација. Тоа може веќе од 11 до 17 ноември има одреден настан кој што ќе се одржува во Прага. Ние како УСС најверојатно ќе бидеме присутни на самиот настан, каде што уште во тој период може да не примат како членка на Европската студентска организација. Така да тоа се дел од проектите кои што би ги најавил. Исто така на крајот би споменал само и делот за пишувањето на научните трудови. Оваа година конференциите кои што се одржува во текот на првите 2 години, кои што се спроведува, ако не се лажам, онлайн, оваа година тие конференции ќе одат во живо, односно организацијата ќе биде во живо. Исто така за прв пат ќе имаме и IT конференција, со тоа што целта е стимулирање на студентите да пишуваат научни трудови, со тоа што на тој начин ќе пробаме да ги стимулираме сите оние засегнати страни да пишуваат научни трудови, целосно да се спроведува законот за пишување на научни трудови од страна на професорите, со тоа што на крајот на денот тоа може да помогне кон издигнување на УКИМ на Шангајската листа, која што е еден од главните приоритети мој, а и на самото Универзитетско студентско собрание, бидејќи сметам дека
квалитетот кој што го поседуваат студентите во Македонија е многу повисок отколку нашата позиција која што моментално се наоѓаме на Шангајската листа. Со тоа што пак ќе напоменам дека со ова ќе стимулираме најверојатно и самото Министерство за образование и наука, ќе стимулираме собранието и државата да одвојуваат поголеми средства за образованието, бидејќи мој личен став е дека образованието е главниот столб на едно општество. Моменталниот процент кој што се издвојува од буџетот, ако не се лажеме, нешто повеќе од 0,3%, што лично ја сметам дека тоа е многу малку и преку самата работа, преку самото стимулирање на пишување на научни трудови, издигнувањето на УКИМ како символ на образованието во Македонија, сметам дека ќе придонесеме во подобрување на генералната слика на образованието и сликата на студентите во општеството. Студентите имаат голем број на проблеми со тоа што јас себе како председател, како што кажа, сум сега 4-та година, мислам дека 3 години беа доволно време за да ги лоцирам најголемите проблеми на самите студенти. Со тоа што тука би тргнал пред се од да кажем од студентските домови, каде што студентите кои што се од надвор од Скопје престојуваат во студентските домови, и тука би ги напоменал условите на самите студентски домови. Сметам дека тоа е едно од позначајните прашања, бидејќи условите во кои што се наоѓаат студентите во студентските домови се, според мое лично мислење, на многу ниско ниво, и имаме среќа да сега во овој период се отвори предлог законот за младенски стандард, каде што предмет на дебата, разговор и разработка е самиот закон за студентски домови, каде што ние како УСС конкретно сме многу гласни на темата студентски домови, бидејќи на крајот на денот сметаме дека секој студент, независно дали е од Скопје, дали од друг град доаѓа тука, мора да ги има истите услови, да не биде тоа поделено од студентски дом до студентски дом или од блок до блок, него сите студенти мора да имаат еднакви можности и услови за образование. Други проблеми со кои што се соочуваат главно студентите, мислам дека е делот со тоа би рекол дека е можеби краткорочна нервоза, краткорочен проблем кој што се случува во период од неколку дена, но тоа е самото пријавување, запишување на семестри, заверување на семестри. Како што знаеме, се уште тоа се одвива во делот од факултетите на студентски прашања, но исто така тоа се случува и на платформата I-Know. Ние сме можеби една од ретките зими каде што имаме паралелен систем на пријавување испити, запишување на семестри и слично, со тоа што мислам дека тоа е главниот проблем, и тука се случува главната нервоза помеѓу студентите, бидејќи се чекаат редици, па многу често, поготово студентите кои што се прва година, бруцошите не се информирани на кој начин треба да ги достават тие документи, во која форма, па се случува да ги враќаат, па повторно да доаѓаат да чекаат редици, и тука мислам дека главниот во текот на годината ќе пробаме да изнајдеме заедно со ректорската управа и со ректоратот да изнајдеме решение со кое што ќе можеме целосно да го дигитализираме целото образование, како од пријавување на испити, како од заверка на семестри, така да го дигитализираме делот со учебниците, бидејќи ние имаме готова платформа за учебници iLearn, со тоа што, како што кажав, џабе ние имаме готова платформа кога таа не е спроведена во целост, односно за да биде во целост проведена, потребно е содржината од учебниците да биде пренесена во дигитална форма, која што тој процес бил започнат, но од одредени причини не е продолжен и не е спроведен до крај. Така да тоа се некои работи кои што мораме да ги опфатиме во текот на годината и кои што се главна пречка, со тоа што исто така сметам дека и транспарентноста на самиот универзитет УКИМ и на УСС и сите тие тела кои што се, да речеме, Министерство за образование и наука и слично, мораме да бидеме потранспарентни кон самите студенти, бидејќи на крајот на денот џабе и ние како УСС постоиме и УКИМ доколку ги нема студентите.
Носењето промени, главно јас секогаш го поврзувам со амбициите и со ентузијазмот на самите студенти. Тие промени никогаш не почнуваат од одредена голема група, да речеме од 100-200 луѓе, но тие промени секогаш почнуваат од десетина луѓе, таа бројка се зголемува на 20 и така понатаму се шири. Сметам дека оваа година УСС ќе биде новото движење кое што ќе поттикне активизам и ентузијазам кај поголемиот број на студенти, со тоа што голема пречка во изминатите години во изминатите две конкретно години беше тоа што наставата се одвиваше онлайн. Сметам дека тука студентите замре тој некој студентски дух, бидејќи на крајот на денот поголемиот број од другарствата кои што остануваат до крајот на животот се стекнуваат во текот на студентските денови. Со тоа што сметам дека, како што реков, изминатите 2 години ние бевме на некој начин со онлайн настава, каде што немавме прилика да се вмрежуваме, немавме прилика да споделуваме мислења во живо, да се дружиме и слично, со тоа што тоа е мислам дека една од главните причини зашто замре духот на студентите во изминатите 2 години. Но морам да напоменам дека изминатите денови, конкретно во понеделникот и вторникот, бев конкретно на мојот факултет, на економскиот факултет, каде што бев сосема изненаден од бројката на студенти која што циркулираше на целиот кампус, не само на економскиот факултет. Сигурно имаше околу 80% од студентите кои што се нели запишани во текот на оваа година на економскиот факултет, сигурно беа на самите предавања и сметам дека самото тоа што 2 години не бевме на факултетите, веќе кај студентите ја доловува важноста колку е битно ние да бидеме едни со други, колку е битно да другаруваме, колку е битно да бидеме заедно во овие студентски денови, да кажам и во овие некои тешки времиња на корона криза, па еве сега гледаме и други проблеми и слично. Да, запознаен сум со случајот од изминатата година, како од вас, така и од самите делегати кои што се од факултетот во Универзитетското студентско собрание. Дискутиравме на темата. Интересно беше што таа тема беше отворена конкретно од двајцата делегати кои што се од тој факултет, со тоа што потоа следа низа слични случаеви на тој. И сметам дека таа тема, најголемиот проблем на таа тема е стравот студентите да проговорат на темата корупција, поготово во некои образовни институции. Борбата против корупцијата сметам дека не е само борба на студентите и сметам дека таа борба е на многу повисоко ниво. Во таа борба мора да се вклучи самата држава заедно со своите тела, заедно со Министерството за образование и наука, заедно со УКИМ, бидејќи главниот тука проблем сметам дека е самото лоцирање на тие случаи. Мислам дека треба да се отпочне од фазата на лоцирање на тие случаи, кои што се слични на случајот од факултетот за дизајн и мебел и интериер. Сметам дека мора прво да се лоцираат сите такви случаи и јавно да се проговори на таа тема, со тоа што потоа треба активно да се премине кон изнаоѓање на соодветно решение, каде што ние како УСС нормално дека би се вклучиле во целиот тој процес, бидејќи на крајот на денот студентите се тие што ги трпат последиците, а ние сме тука да ги заштитиме правата на студентите. Така да, запознаен сум со проблемот, отворена е таа дискусија и веќе ние како УСС сме во некој процес каде што пробуваме сите такви случаи да ги лоцираме и потоа да ги споделиме со соодветните институции. Така, во склоп на Универзитетското студентско собрание имаме посебна комисија, која што комисијата е конкретно името на комисијата е Комисија за заштита на маргинализираните категории општества.
Начело на таа комисија најверојатно ќе предводи најверојатно идниот правобранител, со тоа што сакавме да поврземе целиот тој круг, каде што идниот правобранител, студентски правобранител би можел секако неговата работа е да ги штити правата и обврските, со тоа што во склоп на комисијата исто така ќе може да организира голем број на работилници, панел дискусии и различни акции и настани каде што може јавно да се проговори на овие теми. Ние како УСС сметаме дека од доста голема важност имаме земено оваа тема, па поради тоа и самата комисија за маргинализирани категории веќе почнавме да разработуваме одредени настани, одредени да кажам работилници, панел дискусии, со тоа што идејата на тие панел дискусии е јавно да се проговори за ваквите проблеми, јавно да се разработи со одредени експерти на соодветните теми, да кажам, со тоа што како едни од настаните кои што е веќе во оваа прилика за прв пат ќе ги најавам, ќе биде учеството на некој начин на жените студенти во технологијата, фактички во IT индустријата, бидејќи во тој сегмент доколку се направи паралела помеѓу мажите и жените, мажите во многу поголем процент се застапени во IT индустријата, така да тоа ќе биде еден настан од поголем карактер кој што ќе биде организиран на таа тема. Исто така сите денови на кои што се одбележува одредена категорија етничка припадност и слично како што е пример националниот ден на ромите на власите ќе биде соодветно одбележан и од наша страна на правилен начин. Со тоа што пак ќе кажам и ние сме веќе трета недела работиме на одредени проекти и настани со кои што можам да тврдам дека оваа група на луѓе повторно ќе им се врати желбата повторно да студираат на УКИМ и да најдат на соодветна поддршка како од нас, така и од самиот факултет. Најверојатно студентскиот културен центар ќе биде отворен до крајот на месец октомври. Со тоа што до крајот на месец октомври со цел добра промоција и идејата за студентскиот културен центар како мултифункционален простор да допре до секој студент, планираме да имаме некои отварање од поголем карактер каде што би сакале да ги поканиме и сите медиуми кои што ги представуваат студентите и нормално образованието. Најверојатно отварањето би, како што кажа, би било од поголем карактер, каде што би имало одредени бендови, одредена содржина, каде што би можеле да ги мотивираме и стимулираме сите студенти да дојдат. Идејата на студентскиот културен центар е многу добра, тука не можам таа заслуга за отварањето да ја препишам само на мене, таа иницијатива и проект кој што е започнат од минатиот состав на собранието и тука би сакал јавно да ја пофалам Ева Цветковска за самата идеја, која што и она, да кажем, ја спровела 90%, остануваат уште некои детали да се доработат. Идејата на самиот студентски културен центар е студентите да добијат простор во кој што можат било кога да се на некој начин да се состанат, да работат на различни, дали се тоа проекти, трудови поврзани со факултет, исто така да можат да другаруваат во некој простор каде што реално можат сите студенти кои што се на универзитетот УКИМ да учествуваат во тие другарувања, да има некој начин на вмрежување помеѓу студентите. Така да идејата на студентскиот културен центар е многу добра, исто така самите настани кои што ќе ги правиме за универзитетското студентско собрание, како што реков, дали се тоа работилници, дали се тоа панел дискусии, промоција на некакви бендови млади од студентите и слично, тоа би одело се во склоп на студентскиот културен центар. УСС УКИМ веќе има побарано измена на Законот за студентски субвенциониран оброк. Како што претходно кажав, во моментов сме дел од работната група за изработувањето на Законот за младенски стандард, кој што има за цел да ги на некој начин да ги унифицира сите закони кои што се под ингеренција на Министерството за образование и наука, кои што ги опфаќаат младите и пред се студентите. Тука би можел да ги ставам законите за Законот за студентски домови, Законот за студентски субвенциониран оброк, Законот за младенски стандард и Законот за гаранција за млади.
Во склоп на законот за студентски субвенциониран оброк, веќе на првата средба на која што инаку не беше планирано да се дискутираат одредени точки, ние како УСС бевме доста гласни и веќе излеговме со одредена елаборација на тие точки. Тука меѓу тие точки нормално беше и точката за зголемување на цената на висината на студентскиот субвенциониран оброк. Конкретно, нашето барање беше дека студентскиот субвенциониран оброк мора да се зголемува соодветно инфлацијата која што владе во општеството, односно според последните, да речеме, например, според последните информации на ССМ, кои што, ако не се лажам, се од јули 2022 година, има посебна ставка која што е одредена за храна и пијалоци, доколку се спореди времето кога е донесен законот за студентски субвенциониран оброк и последните информации, имаме веќе покачување на цените од 27,23%, не ме фаќајте за збор, значи тоа беше нашето конкретно барање, значи како се покачува потрошувачката кошничка, конкретно од ставката за храна и пијалоци, така да се зголемува и висината на студентскиот субвенциониран оброк. Исто така, идејата на студентскиот субвенциониран оброк е секој студент да има опција на некој начин и можност за здрав оброк на дневно ниво, така да со самиот закон и тоа ќе биде спроведено. За да биде спроведено, имаме за цел да се пријават одредени маркети, ресторани кои што би нуделе одредени пакети каде што за цена од 120 денари, нормално таа цена сме во насока да ја зголемиме, да вметнат одреден здрав оброк каде што студентите ќе може да се хранат правилно. Тука во самиот предлог закон имаше ставка каде што самите угостителски објекти или маркети треба тие цени да ги нудат по 10% пониска цена. Мојот став е дека таа цена треба да оди многу пониско, односно тие цени да бидат нудени по минимум 20 до 25% од редовната цена, бидејќи прво станува збор за студенти, а второ сметаме дека маржите кои што се користат при работа на угостителските објекти се многу повисоки и дека они можат да на некој начин да дозволат таа цена на тие оброци да оди многу пониско од 10%. Така да тоа беа некои наши конкретни барања од законот за субвенциониран студентски оброк. Исто така тука би кажал дека исто од работната група имавме конкретно барање и во законот за студентските домови, каде што сега бевме сведоци како имаше одредени проблеми околу приемот на студентите во студентските домови. Имено за да на некој начин за да се прифатат студентите, на некој начин имало комисија. Таа комисија сочинувале, ако не се лажам, тројца представници од Министерството за образование и наука, со тоа што нашето конкретно барање беше дека во 3-члената комисија од новиот закон ќе се воведи еден представник од студентските домови, каде што ќе може да прави таа евалуација и студентите на некој начин да бидат сигурни дека оние студенти кои што ги исполнуваат критериумите ќе бидат и примени.